Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас СМК, Земи пари, Минтинс, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, ова е нешто конкретно. Денешната тема е созревање. А ке прашаме, што најмногу влијае на созревањето? Годините, реагирањето, прилагодувањето или пак однесувањето во одредени ситуации. Една студија вели дека мажите во просек созреваат дури 11 години подоцна од жените, односно вистинска зрелост жените доживуваат на 32, а мажите дури на 43 години. Ке прашаме и што значи реченицата "Остаре, ама си остана будала". Дали тоа е комплимент или навреда? Дали првиот момент кога треба да се освестиш дека не си веќе млад е кога мало дете ќе ти каже тетке, односно кога во продавница место со девојче ќе ти се обратат со "повелете господјо". За зрелоста и за останатите работи кои влијаат на зрелоста разговарам со овие гости. Тој е човекот на кој работата му е забава, комедија и смеење. Се кријали позади ова сериозна и одмерена личност, ке дознаеме од Марко Новевски. И пантомимичар, и музичар, и актер, и режисер, и водител, и подкастер. Дали тоа што работи повеќе работи, значи е преталентиран или несериозен, ке дознаеме од Кирил Трајковски Максим. Велат дека една жена созрева најмногу кога станува мајка, а како личност најмногу созрева кога знае да им одолее на критиките и сопките. Во главата да го слуша аплаузот кога некој таму вика уа, а пред себе да ја гледа големата слика додека малите души фрлаат камења по неа. Антонија Гиговска. Стручно гледање на созревањето и дали како општество сите сме зрели за на психијатрија, ќе ни каже Сања Васовиќ, семеен советник, психијатар. Само нека прозвучи нешто конкретно. Епа, добре ми дошле. Добро те најдов. Дали се Сериозно, добро те најдов. сериозни, дали се чувствувате зрели, сериозни или како? Или како? Или како? Па не знам, јас сакам да мислам дека сум зрел. Веќе дека сум позрел, него што бе предходно. И ми се допадна муабетов со студијата, сега мислам дека е многу точна. Зашто сега чувствувам зрелоста во мене. Да, сериозно. На 44 години. Добро, одлично. Кога стана татко? Како? Не сум, не, уште не сум. Уште не си? Не сум. Добро. Там така ќе го кажем и тој момент. Сега созреа, сега не. Да, морам треба таа полека, улога, да, се спремам. Добро. Добро, ти Антонија, созре од како стана мајка? Па, искрено да ти кажам, да, многу е поразлично. Сега има моменти кога ме викаат тетка Антонија, ама не сум тетка, зашто имам 22 години. 23, извини сега напред 23 леда, заборев. Добро, што го кажав, значи идам надоле. Да, супер, Така што не сум тетка, да, дечко сум уште. Дефинитивно. Инаку да, одговорноста е поголема нормално кога си мајка. Добро. Чичко Максим, Чичко Кирил или како Марлон Брандо, како ти се обраќа? На многу имиња ми се обраќаат. Чичко ми рекле, да, и не ми е воопшто онака проблем некој да ти се обрати као Чичко. Али, што знам, зашо ме прашуваш сега? За зрелост? Али повеќе би сакал дечко. Да, јас сакав на Антонија да ја реплицирам нешто кога спомна 22-23 години. Јас прв пат се оженив на 23 години, да знаеш. Прв пат? Јас на 22. Добро, прв пат се ожени, втор брак имаш? Сега имам втор брак, да. Иначе Не идеш се плаши, не се плаши. Ќе видам. Немој на 3 да заокружиш, доста. Доста се, да. Доста се. Убаво спомна, од кога ми се родија и вториве 2 деца, мислам 3 деца имам. Секако дека веќе не е исто. Затоа што се ставаш во една подредена улога, не си во прв план. Нема се за тебе што тебе ти се свиѓа и кај сакаш ќе одиш, туку нели нормално ќе седиш дома и ќе чуваш деца, ќе ти белеат влакна.
Зошто така сега? Да. Чекај, ама Кај Марко гледа, он нема, ама он Да, ама дете побеле. порано е созреан. а ти Воопшто, немаш јас ни не сум за тоа. Да ти белеат влак, не искам. Не, јас не сум, ама може и Ама до мора. гене, ме разбираш. Али у секој случај има нервози Добро. и секако со годините стануваш малце по-стабилен, по-одговорен, по-приземен. Мислиш повеќе за дома, отколку дали ќе одиш у кафана или ќе одиш со другарите негде. 38 години има, не знаеш што збори незрела. На 43 ќе да прашам. Ќе За те 5 години прашам, ќе добро е. Тоа што спомна за мажите созревале на 43, кажа така. Јас мислам дека тоа не е точно, затоа што има една статија каде што пишува дека мажите всушност вториот пубертет го доживуваат точно на 40. Па да, ја мислам дека климакс Така да, Марко, пази се лаже, сега, брат. мислам дека климакс ова, дека не е сериозност. Еве, се потом, од ништо. Се ладно ми е. Не, значи они созреваат на 43, таа цела 43 се зрели и после им почнува После вториот климакс, пубертет. лагаме. Толку е, брат. Така ли е? Зрелост, климакс. Толку. Ајде, Сања, да ни каже. Не. Значи, има ли вистина во оваа студијава? Ти имаш, не кажуваме колку години, меѓутоа за жена си зрела. Зрела сум. Како крушка. Добро. Не, годините секако дека влијат на тоа дали сме зрели или не, ама како што спомна и они, одговорноста е таа што не прави позрели. Како викат, без муке нема науке, така и без искуство нема мудрост и нема зрелост. Значи треба да поминеме низ различни ситуации во животот, да донесеме некои одлуки повеќе или помалце тешки и така некако стануваме позрели и позрели. А кај Максим се прашувам дали е до зрелоста или до втората сопруга, ова што го опиша. Тоа е другото прашање, знае Сања. Значи, колку партнерот влијае на тоа? Гледаш што ти е психолог. Гледа, и плюс и психијатар. Све знае. Види, релативно, сега Влијае ли релативно партнерот на созревањето или од дома? Знаев дека не треба да дојдам. Сања не ме гледа. влијае, секако. Седејќи си закажеме термин. Да, на крајот тука сите сака. Ајде, Да, кажи. секако дека влијае, затоа што, добро, јас прилично млад за машко, сега на 23 години, да се ожени, да влезе, да стапне на лудиот камен е малце лудо, според мене, затоа што еден маж или едно момче или еден младич, адолесцент, мислам дека треба да ги проба сите работи, за да созрее. Ако не ги проба сите работи, или мора нешто да пробаш, за да се откажеш од него. Инаку нема да знаеш како и цело време ќе те копка нешто. И јас многу се улетав тогаш. Не дека сгрешив, имаме многу убава ќерка од првиот брак, Дарија, ја поздравувам и многу ја сакам. Но, ете, се разидоа патиштата, така да сега и мојата сопруга е срекно премажена, јас сум срекно преженет и функционираме одлично. Така да, ете, така требало да биде, меѓутоа факт е дека незрело сум влегол со таа постапка. Сега со вторава жена, На колку на години? 30, Добро. Када веќе тука позрел малце. Тоа све па и И искуство. поминав доста работи у животот, што, нели, како што спомнав, ги искусив и сватив што ми треба, што не ми треба. Те така, убаво кажи И си. си легнуваме на брашно. Така, добро е. Антонија, колку партнерот влијае на созревањето кај тебе? Затоа што вие сте тука генерацијски, нели? Па Роберт има 26, јас 23. Меѓутоа морам да признам дека не влијае, затоа што јас сум од малечка, да кажам, во музиката и некако сум нонстоп бев меѓу постари и нели во средно и нонстоп бев стварно меѓу постари, имам постар брат 9 години и некако што знам валја побрзо созрав и од соучениците и од малечка сум по фестивали, по разни шоуа, така што мислам дека не влијае ни еден партнер. На пример, можеби он не влијае на тебе, меѓутоа ти влијаеш на него за Тоа да сега би јас созре, да кажам. така ли? Па сега да падам што ќе кажам. После да не биде дома што се прави. Мене ми искара. Пази што ќе збориш, ми вика чеба, ми вика Добро е, петретска ајде. зелена. Марко, вистинскиот партнер дали влијае на Не, созревањето? ќе признам дека на мене сопругата влијае
за зрелоста, еве, за многу мои после променет сум во последниве 5-6 години, иако почнав да се менуваме, ќе кажам, ја буквално си го знам и моментот кога почнав да созревам, тоа беше пред 6-7 години. Претходно Имаше нешто клучно што се случи? па не почна да превземам јас како да кажам, најнаш почувствував дека не сакам да го живеам така животот како што претходно го живеев и почнав да менувам многу работи и тоа го доживав како момент на созревање кај мене, не знам. Барем така го доживувам и сега. А од кога после се појави со сега сопругата, партнерката моја тогаш, во животот некако како да ми даде повеќе желба да сакам да превземам повеќе одговорности на мој грб, да, и така, не знам, од тоа мислам дека секојдневно созревам се повеќе и повеќе. Така, одлично. Кога сум кај тебе и кај твоето созревање, поради работата со која што се занимаваш, меѓутоа нели по твојот карактер, односно тоа дека цело време е нешто смење, нешто комично и така натаму, има ваква една дефиниција дека човек на кој работата му е забава, комедија и смење за да докаже дека е сериозен и исто толку напорно како манекенка кога треба да докаже дека не е глупа. Па да речеме. Ја не се трудам да бидам сериозен пред никого, да. Луѓето ме препознаваат кога сум сериозен во одредени ситуации, затоа што знам да сменам пацат одно. А тоа е ретко. Да, а тоа е ретко. Па гледам да бидам не знам, секогаш позитивен кога сум меѓу луѓе, гледам така да го терам животот. Сите имаме нели секојдневни проблеми, животни проблеми од кои што не можеме да избегаме. Па гледам што поголем период од времето да гледам позитивно на работата. Так, значи прв пат те споредува некој со манекенка, признај. Да, ама и добро ми дојде, сериозно зашто. Што да беше повисок. Ако не со манакен, не, со манакен, да, ми фали и таму висне, фала, Максим. Фала, Максим, се подсеќа. Среќа што седиме тука. Добро, сега има еден момент. Сања, тебе специјално те чувам за ова, затоа што Сањам најтазе е верена, да знаете, најтазе, Не бираше така намерно. Не бираш. Нормално. Сега, еден момент кој што нели порано се дефинирала зрелоста кај мажите е кога оделе во војска. Па отприлика ќе го испратат нели во војска и кога ќе се врати вика зрел се. Како не. Сега, и значи можеш да се жениш. Сега нема тука, немаме војска. Не знам дали има некаков пандан на војска сега за да знаат како некој е зрел. Нема, треба искрено да има да вратат. Скијање. Треба да вратат војска. Зошто? Нема сега Зашто не идеа теретана. жените, идеа мажите, затоа. Сега ако муште иду теретана, добар е. Да, добар. Созрел. Созрел. Види го колку капе мора да е. До кога ќе созрева, ќе пукне. Да, со моля. Со бицепсот се мери. Тоа значи дека еден од најтешките моменти на мажите им е да ја побара. Не, се зезам. сопруга, За војска што кажа, и ја би да се врати воен рок. Не знам и сериозно мислам дека треба. Абе, дека Не сум бил во војска. Сите одма да го, ама јас сакав да идам. Што да правам со него? Пуштиш Роберт во војска? Па сега тешко. Годините го каза ти него. Ни треба сега дете имаме. Треба за минута, чекај, треба. Созране сега веќе. Треба готово. Не, шала на страна, стварно сум за да се врати војска. Некако Што опуштивме многу мажите, маживе се знам многу сериозно, опуштени. Маживе станаа по жени малце. Бога ми. Ајде избори така. Молам, добро, извини цици. Чекај, имаме ли стручно објаснување нова зашто мажите станале по жени? Заради балансот во вселената, нешто? Па мажите по жени, ама и жените станаа по мажи. тоа Затоа е уште што повестинито. Да. И за вас војска. јас сум ќерка на војно лице, така да јас сум така воспитана. Ја војска имам служена Кај од мене- мала. Да, Ја војска од мала, и немој мене кај мене за мојот војска. партнер е као војска, така да. Добро, Зесим. ќе стигнем. Сега вака, викаат дека најтешкиот момент на мажот и тогаш кога нели се покажува таа зрелост е кога треба да ја побара сопругата за жена. Колку ви беше мачно тој момент, колку беше страшен, што си мислевте, што случајно ако те одбие, добро ти имаш искуство, ќе ни го кажеш на крај. Ти ќе ни кажеш како тебе те побара Има да Антонија. раскажува, да разкажува. Ја имам интересна приказна за Ајде, раскажи ја приказна. венчавката, мислам воопшто за барањето, беше престапна година, кога Како сега? жена ми, да, како сега, значи пред 4 години, кога жена ми слушнала некаде дека треба, тогаш во престапна година жената го бара мажот. И дојде со еден пакет и ме побара, така речено.
Так, мислам, многу убаво имаше направено, не би навлегол сега на тоа, ме разлези и ја нормално да, ама зашто сум машко? Не може да послала мене жена да ме мара, тука, молим ти се. Дома за Не, зашто? Знам и каде живеем и едноставно предходно планирав, ама ме претрка во целата работа сериозно. Ја го планирав целото барање за летото. И нема везе, она за мојот роденден и така се случи што се случи наредната година за мојот роденден. Јас се побарав незен на истиот датум. Да. Так. И од тогаш е моето поклонче во животот. Сушта заработувам, сега молим ти се. Ова го вежбаше 2 недели. Добро. Сеќање ги прати прашања. Втора е Антонија. Антонија, пази што ќе кажеш после ова излагање на Марко. Како да Биде романтично. Ајде. Па, искрено не сакав да е нешто преромантично, затоа што не сакам ни цвеќиња, ни обично стварно не сум човек што сака цвеќиња. И девојка што сака поклони, нешто слично. Да си идеш на ме побара психијатар. многу Да си идеш на не може девојка што не сака поклон. Тоа обовезно за други работи. Не. Да, стварно не сакам. Инаку Се фигувам. ме побара многу спонтано, бевме во Копалник и јас веќе бев трудна, така што знаев дека тоа следува. И не се изненадив, искрено, да. Искрено се изненадив, па како, клекна и ме побара. Така на снег? Не, во соба имаше момент, јас се сликав, снимав нешто посади за Веса и имаше момент кај што дема кајде побрзе, вика шо преш, дојав да скијам тука, не, а он стоел пред завеса и ја отварам. Он клекна. Добро беше, се изненадив. Добро. Чекај, го направивте пред луѓе или не? Сами? Не, сами. пред луѓето. Не сум за такви моменти, никош не сум, не знам, сметам дека тоа треба да се интимни моменти. За мене не им солам памет на никој кој како се чувствува така. За мене си за тие интимни моменти кои што јас си партнер. Добро. После веридбата иде свадбата. После колку време беше? Па зашто прво она ме бе, па ја незе, па после чекавме да видиме тетка, баба, сите поред. Па еве уште не сме земени. После таа година летото, во август. Добро се. Чекавте представната да помине. После да видиме, да прашаме баба. Она чекала ти да ја побараш. Чекала ти да ја побараш вториот пат. Затоа што ни е верена да знае точно кога ќе биде свадбата. За 2-3 години. Може, ако така пишува, може. Добро, Не, ајде. после видиме одмели све. Максим, ајде ти раскажувај, твојата беше гламурозно барање. Да, беше. Ка знам. За Беше второто. моето. Да, за Ирена. Првиот брак ја побарав првата сопруга пицерија. Беше така, исто скромно. Знаете, прв брак. Со години. Што, ајде, да се зееме, мислам, окей, така тогаш сум мислел дека треба. Вториот пат беше стварно гламурозно. Јас бев водител на едно отварање на базен Ирина. Мислам така се викаше во... Исто име. Така ли? Не? Не, Ирена, Ирина. жена ми е Ирена, ова се викаше Ирина. Причино, кај беше таму нека? Да, нагоре по едни ридови таму. И стварно немав у план да ја поварам. Меѓутоа, како што спомна и Антонија, беше не знам кој месец и мораше тоа да се деси. И тука ја упецав момент, викам сега, му се јавив на Борис, еден другар што снимавме спотови порано. Дрон имаш ли? Имам. Платно купуење, пишуење на огромно платно 2,5 метра. Ке се омажиш ли за мене? Го закачивме платното на дронот и онде у Карпуш 4 кај кулите правевме и проба. Да видиме дали ќе лета, па да не удри некоја птица, па да не се загли, па дали ќе издржи тежината. Кој знае колку души, колку жени душат да се Леле. Замисле тераса Да, Врта телефони, да влез бења на пола Скопје. И така испадна, вечерта јас го отворив настанот и кажав, сега сакам нешто специјално да направам и почна да го лета дронот и викам Ирена, погледни нагоре и тука сите 1000 души имаше, може, вау, гледаат. Леле, тука огномети, спектакл. Сите почна да викам. И дојде Ирена и ја клекнав пред базенот и што убави. Спектакуларно. Спектакуларно. Како сте личи на Има тебе? и Аплауз, не стана да се... Добро. И сега наред е Сања да каже. Значи, прво да прашам, предосеќаше нешто ти нели вие како... Не, мислам. Не. Ајде. Некако си знаев дека е тоа он.
и веќе сме разговарали, нели, дека ќе си бидеме заедно за секогаш. Ама како он мене ме запроси, он го купи прстенот, го купил, пошто не знам, 4 дена пред да ме запроси. И штом го купи, качи температура 39 со 5-40. Што права, Боже? Сигурен сум. Што тргнав да го купам? И така беше дома болен, не одеше на работа, па еден ден и јас не одев и така го негував. И ајде као да стане веќе подобар е 38 со нешто, одиме на работа. На работа пак почнах да качува температура, тука колегите ни викаат одете си, ние ќе ве замениме. И ама он го земал прстенот. И сега решил да ме запроси. И вика, Болен, не болен. Качу температура. па да се, ама чекај до крај ќе ти кажа. Ви занализирала се, чекај. Професионална информација. И вика после работа, ајде ми треба свеж воздух, малце се прошетаме, ајде. И ме однесе таму каде што прв пат се бакнавме. И ме праша нешто. Јас кога некој ќе ме праша толку сериозно, сакам да објаснам. Значи јас објаснувам, покажувам, он клекнал позади мене, ме вика, љубов, Сања, јас не се вртам, значи, објаснувам, покажувам. И се вртам, он ме прашува. Јас прво, дали си сериозен, имаш температура. Мене, јас мене ми е мрсна косата, значи те негувам 3 дена, свек сега, нели, сега ли најде? Така. Ноктите не ми се направени. Не се сликавме, немаше кој да не слика. И, нели, да. Добро, што се случува? Се враќаме дома, све сме срекни, вечерта јас качувам температура. Он супер! Јас наредните 3 дена 39 температура. Така да, нели, мораш да го прифатиш тоа, да некако да ти легне дека вистински е до прстено, да. Значи на свадба со по 2 парацетамоли. Добро. Океј, дали барањето од мажот да ги памти сите датуми? Не сум. Научи фантастиката, претризаме тоа. Дали тоа е некакво извонредно Не ме парење праши или мене. всушност тоа е нормална работа? Top of the pops. Да памтам. Top of the Не ме прашујте мене за ова. Ништо датуми. Ништа. Утнав сега за овакво. За датумот кога ти е побано. Нешто На на, роденден, што? ај сега ќе ги изрекламираме, нешто уплаќавме, ај не е битно од каде, уплаќавме за у Грчка. И таа нешто пасошите морало да се запишат и ми вика жената и кога е роден. Леле. А јас знам дека или 17 или 18. Тука некаде. И сега кој е? И го утнав 17. Како добро бе, нема врска и така ги менјаат пасошите, после тоа ќе смени. Има да го памтиш тело. Живи све. Дали Роберт памти датуми? Па памти роден ден мој памти, предпоставувам. Тоа е битно. Сега ми беше. Датумот ќе бита друго. Сега ми беше, искрено мислам дека годишнина нема да памти и тоа сум 100% сигурна. Зошто така Па, од не напред знам. предрасуда? Не знам, мислам дека нема да памти. Чекај Еве да сега кога ќе гледаме дома емисијата, нека ме поправи ако знае кога ќе ни е годишнина, ја глава смачка. ќе напишеме ние Кајрон, чека иде до стола, го праша Роберт. Нема да знае. Не памти. Памтите ли вие годишници? Не ве праша. Годишницата тазе, не беше по многу одамна, си памтам и годишница, памтам и 3 родендана. Добро, окей. Жена ми, мајка ми, сестра. Добро, одлично. Чекај, памтиш годишница, ти тогаш те побарала на твојот роден. Не, и памтам и на Него лесно му свадба, е. на матична и на свадба датумите ги памтам, дека Добро. различни датуми бе. Уј, почна глава да ме боле, многу памтам бе. Ај толку текстови па и тоа да памтам, а? Ау, Добро. при крај сме или уште? Само Сања да абсолвира да каже дали стварно е тоа некаков додатен терет кој што мажите треба да го вложат за да памтат датуми или треба да ги олабавиме од таа Па гледам од искуство дека стварно тешко памтат. Ама јас тоа го направив така што секој месец на 14 му викав еден месец, 2 месеца, 3, еве го 14, 5 месеци сме заедно. Години ќе го време Така да. така да се знае. Не може да заборавим, значи едноставно не може. Добро, ова така дека сериозно на сега датум. Месец. Тактички, три. Да. А ние сепак да си уплатиме? Ја мислам, дека не треба. После ќе правиме мој. Нема проблем. Не може и откривам без све за тоа. мене. Ни Све ќе требаш. те научам. Не, ако платиш, поише ќе слушаш, поише фаќа лекот. А, да, така вика, да. Да. Мајата фаќа поише. Добро, викаат дека зрелите луѓе комплетно се свесни за собствените квалитети, но и за собствените мани.
Дали вие сте свесни за собствените квалитети и мани? Ако правиме на така мовет, излезе дека од многу одамна сум бил созрен. Такава не. Не, одамна сум свесен за моите и квалитетите, можда со зрелоста повеќе почнаш да си ги цениш своите квалитети и да ги вреднуваш, мислам, да се бараш да ти ги вреднуваат веќе. Иначе сериозно многу млад си ги знам маните и квалитетите. Така да мислам дека не е поврзано со созревањето. Ја така мислам, имаме стручен лист тука. Ќе каже на крајата. Да. Кажи ми која ти е најголемата мана? Најголемата мана. Сега кажа Многу дека ги имам, сериозно, тешко ми е да изборам. една. Многу сум убав. Не го фрлам ѓубрето. Не, заборавам работи, не знам како да кажам. Немам мана. Да, немам мана, која ти е мана? најдобриот- Што мислам дека нема мана. Тоа е тоа. А најдобриот квалитет и вие мислете си, за вас е прашањето. Што сум созрен? Добро, најдобар квалитет, добро. Ајде, Кириле, голтни си ти. Што сум минат Ја прашам, за- значи, која е твојата најголема мана и твојот најдобар квалитет? Сега размислам за мани, па немам бе. Нема мана, да кажи. А квалитет профи пеам. Да знам. Мана, тврдоглава сум многу. Ако умислам нешта, ако намислам така дека треба да биде така, ти ако сакаш преврти се. Тоа дефинитивно ми е мана. Расејанка сум малку, заборавам работи. Тоа е од мајчинството, ќе ти помине, да знаеш. Не, сериозно. Не, предходно. Добро. Не сега се плашам дали мене ме опишува или самата, дека моментите ме погледна ги кажа сите работи што ја избегнав да ги кажам, за мене не мора. Добро. Па мислам дека тоа е тоа. Ајде не Изгледа дека е претерам. добро. Добро, квалитет. Кажувај Да не квалитетите. претерам. Квалитетите. Квалитети вади па, Сакам да помагам многу на луѓе, да се наоѓам тука, да сум нон-стоп за било што. Па тоа. Тоа ми е, мислам дека е една од главните работи. Многу простувам исто така, можда и тоа ми е. Мана и добро. Мана или шо ми е се мана или? Не, бе, Па не, зависи од ситуацијата. емпатија и алтруизам. Значи, ти Ама си ако алтруист. простувањето го искористи другата страна, тогаш е мана, нели? Така. Точно. Добро. За тоа на тоа мислев. И ваму и таму. Добро. Кирил, ајде да Ајде, видам јас маните прво што ги Ма- немаш. Имам мани. Имам мани што не знам да си ги сечам ноктите. И жена ми стално ме кара. На- Вика, на- зошто на пак си ги исекол на нозете? На нозете. Јас ќе ти ги исечам, пошто ќе ти влезе ноктот во месо, гледај тука и ми покажува. Се шалам, многу сум наивен. Наивен си. Наивен сум многу и многу им верувам на луѓето и грешам. И ти исто? И грешам, изгрешив неколку Крена пати, пак. нема да кажувам, мислам, поблискиот круг на пријатели знаат какви грешки имам направено, што ме коштале многу. Фатално. Пари ме коштале многу. Така. Што сум дал пари, така како, ајде, еве, дај, ништо на крај. Ама нели тоа е одлика на незрелост или што сега мислиш? фатиш. Па не знам, можно е. Или пак тоа е некаква лековерност, да речеме? Не знам, премногу така, кој да ми пристапи, јас, кој што кажа Антонија, и сакам да помогнам, и сакам да се најдам, да му се најдам за било што. Веруваш на луѓе едноставно. Верувам, ама веќе после тоа, после грешките се учи, веќе не верувам толку и не можеш се денар да ми излечеш од джеп. Не може, а? Не е После само ќе за пари, пробаме. и за други работи, например, за кога друго стана да го разберам. ќе те викнат негде. Например, што се дешава? Некој се сели, така? И сега ти се јавуваат, дојди брат да ми помогнеш, треба да ги однесеме работиве. Така. И ти идеш трчаш, кичмата дискус хернија, L4 со тоа S, како се викаат тие. Така, да, така. И после тоа, кога ти се селиш и кога тебе ти треба помош, другариве, еј, не можам, брат, ваму сум, таму сум. Ме разбираш, од какви примери можеш да видиш колку си ти глуп. Марко, ова како звучи? Да ти честитам. Да, честита, Да ти гледаш. честитам. Браво. Правим истото само Ширина што ќе ти потврди. Иначе Чао, исто маче. чисто по дома глупо. Така да, тоа, да, и тоа што сакам стварно нешто кога работам да биде кој што треба, а не само да се фатиш за нешто и на пола па да го оставиш, пошто и сум имал и такви проекти каде што ради реда ќе почнеш нешто, си се вложил, ама не доволно и после сваќаш дека џабе си го време направил изгубено. тоа. Време изгубено. Така да веќе научив од незрели постапки, сега созреав. Тоа е убавината, добро. Сања, ти? Која ти е маната, а која ти е
кои ти се квалитетите? Освен што знаеш да монтираш клима, рече, да поправаш Да, фиоки. значи јавете се 070. Лазерско центрирање. Смеј се сега, ама ќе видиш. Фреон, доколку ви е потребно да смените. Ајде. Нешто што мене ми се допаѓа, што го приметуваат другите луѓе кај мене, е мојот ведар дух и тоа што ми кажува дека после сретнувањето со мене во текот на денот се чувствуваат некако подобро, со поубава енергија и тоа мене многу ми значи. А како мана исто е карактерна особина затоа што кога ќе се наљутам, кога ќе дојдам во афект, знам да кажам многу лоши зборови што знаат да ги повредат моите најблиски и во моментот не ги размислувам, нели, дека се тоа тие зборови, ама сега работам на тоа, затоа што после долго време имам грижа на совеста зашто сум повредила некој што ми е многу близок. Тоа е Шкорпија. Тие ќе се надоврзам. Мене мислам дека најголема мана ми е изгубливост. Да. Да, Вага изгубливост. Шкорпија. Така ли? Роберт. Вага Шкорпија. Секогаш во нервоза мора се да се каже. Па добро да се испука, може тоа е подобро, за да се Па не мора Да, ја имам проблем зборови изгубливоста, такви, да. затоа што не ги кажувам работите тогаш кога треба да бидат кажани. Све со. Ме разбираш и тоа се собира. Да, и на крај кога пукам пред тој човек и му ги кажувам сите работи што сум ги чувал пред 30 години наназад, да сум ги кажал теком, но и он ќе се променил према мене, и ја ќе сум бил болji према него и се ќе функционирало подобро, ама зависи тоа е како се ќе ги уште. кажеш. Премногу мислам тоа да не го повредам сега човеков ако му кажам сега што ќе мисли, како пополека се менувам и на тоа поле, ама се уште не проблем. Е, па начинот на реагирање викаат дека исто така нели одлика на зрелост, односно да знаеш да не испцуеш кога па, не сум зрел, сега да си проголташ. Што ми правиш Да вака? знаеш да не. Па сега ја само веловам вака. Те зрел, те не зрел, со печат, не зрели. Ајде, магајте. Зрел, не зрел. Да. Првите 20 минути зрел. Да. За финиш, не знам, ќе се дека тоа со плачење се. Мамо, не сум зрел, мамо. Па добро е, Сања ќе каже, нели реакциите? Апсолутно, нели, со созревањето го развиваме и прагот на толеранција на фрустрација, затоа што, нели, едно бебе се раѓа со нула толеранција на фрустрација. Значи, плач, топло ми е, ладно ми е, сакам да јадам. Дека е 5 години. Да, тоа се. Стови го. Да, и на после со годините, нели, учиме како да успеваме да се носиме со тие ситуации што ни ствара да се чувствуваме некако нелагодно. Нели, да не бидеме така импулсивни, избувливи, него ако ништо друго, барем до 10 да изброиме. Ако во моментот не можеме да ги размислиме последиците, барем... Да си број до 10. Па сега, до 3, до колку можеш, не знам. Прти едно бројче, само До својот максимум, до своите капацитети. Е, па добро, тогаш можеме ли да одиме на реклами, малку да одмориме? Паметни реклами да пуштиме. Само Сања да ни каже пред рекламите. Сања, дали ние како општество сме зрели за на психијатар? Сега ова сериозно морам да го одговорам, затоа што мора да се тргне стигмата од психијатриски прегледи и посети на психијатар. Така да сакам да ги посоветувам и да ги повикам сите што имаат било каква тежина или мака, да се обратат на психијатар на време. Се согласувам. Да, и не е срамотно. гледаше Не така некако ми дојде на кај тебе ми поглед. гледам потенцијал во тебе. Да, сјаен си. Гостите ќе се консултираат со психијатарот за да закажеме термин, а ние одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме назад. Сања, имаме закажани термини, нели? Да, се договоривме. Така да, јасно се. Океј? Значи следната епизода која ќе дојдеме. Ја веќе работам на себе. Сите како нови. Сите како нови нормално. Имаш, бидејќи си семеен советник, може да се доаѓа и во пар, нели? Па да, на психотерапија за семен советник, да, во пар со деца, нели? Љубов ти најдов. Заедно ќе идеме. Добро. Не. Понуди се, а прифаќаш или одбиваш? Да видам какви одлуки ќе донесете, заради кои ќе се покаете или... Ајде, вака сега. Марко, Да. слушајме. Те викаат да водиш на девојачка вечер, за големи пари станува збор, нели? На која што ќе би требало да бидеш, нели, аниматор на сцена. Добро. Да. Е сега. На крајот од таа вечер ти треба да прочиташ порака со која треба да кажеш дека дечкото и раскинува и ништо од свадбата. Прифаќаш или одбиваш?
Ќе одбијам. Ќе одбиеш. Ќе одбијам дефинитивно. Добро. Да, не можам такви, не. Пусти. Која е поентата да правиме ова и сега да... Ќе си насме на крај, како што си знаел. Па не, и мислам дека сите ќе мислат дека е заебанција некоја. Да. Пропаста моментот, иде вака, иде така, не бил. Ќе се смеат. Будала си ти, ама не сериозно. Шампањата. Си ка пијани ќе Тоа е тоа. Не. Добра проценка на ситуацијата, одлично ми се допаѓа Максим. Сега, ти имаш таа болката со невработеноста во театарот, така ли? Да. Знам. Вака, за да те вработат во еден од театрите, треба ти лично да отидеш и да му кажеш на некој од актерите дека добил отказ и дека ти си на негово место. Дали прифаќаш ова да го направиш или не? Не. Заради? Не можеш така да повредуваш. Не знам, тоа сепак е тоа некој бите што има чувства и сега ти да отидеш на некој нека му соопшти некој друг. Јас никако не би го направил тоа, пошто утре може да снимаме негде некој филм, серија заедно и, знаеш. Меѓутоа тоа е кој е единствениот услов за да те вработат? Не. Добро. Одлично ми се допаѓа. Антонија, има песна која е ветена на твоја колешка. На Анастасија, да речеме. А точно знаеш дека ќе биде хит. Значи ти знаеш. Авторот, односно композиторот, вели: плати ја дупло и ја добиваш. Што ќе направиш? Па, искрено тешко. Тешко дека ќе преплатам песна или било што. Мислам дека треба да почувствувам дека тоа е стварно за мене и Ама и да си почувствувала, си пеела демо, знаеш дека е за тебе, арно, ама пошто е ветена и сега вика композиторот, окей, може, али треба дупло да се плати. Па би се ставила на незино место како би ми било мене од таа страна, искрено. Кога некој би преплатил песна за да ми ја земе мене. А после ќе ти биде криво ако ја слушаш дека е век хит? Па не, затоа што стварно многу хитови слушам, што сум ги пеела ја. И не ми е криво за секој има песна и таа една песна доаѓа стварно кога треба да дојде. Добро, одлично. Океј, Сања, за тебе. Ајде. Еве сега, таа заверената. Понудата е ваква. Значи 2 години имаш специјализација во Америка со можност за останување, ама јас сум го напишала сопругот, ама и веќе е сопруг. Да. Е комплетно одлучен дека нема да дојде. Прифаќаш или одбиваш? Ле, тебе стварно тешко ти даде. Ама не само тоа, него и да учам треба 2 години. Мене и тоа ми го даде, значи и без него и да учам и све најтешко. Епа на струката најтешко, секогаш за струката најтешко како има. Не би отишла. Не би отишла. Би пробала да најдам некој начин, дали може заедно, ако не може заедно, веќе во овие години и со ова размислување не. Права зрела домаќа. Ете, тоа е. Шамала. Добро. Епа добро, мене ми се допадна што се ми раскажавте. Така да мислам дека е време да ви Јас ќе ти кажам после битување на емисијата. Така ли? Дали тебе ти се Дали е све допадна? уредно? Дали сериозно ја свати темата? Така да имам подароци за вас. Ајде да ви ги дадам подароците. Да, овде имаш барнерки, значи овие се за сонце, новата колекција. Делим што Имате еден и парк вие. има. Секако има и оние кои што се за заштита од екранското светло. Проверете, може би се кај вас. Чекај, прво барнерките, повели. Thank you. Па после тоа ги имаме кенди витамините, значи за све има тука за смирување, за мудрост. Марче за Марче за смирување ти. За смирување, да, повели, Марко. Thank Това е you. за тебе. И секако од нашите драги пријатели земи пари, тука имате и шампањ, имате и чоколадца. И тоа не се. Замислете. И тоа не се, јавите се веднаш. Можеш и на земја да го ставиш. Да, можам. Ќе добиете. Гледајте сега колку Страпја да не трикоа имам за вас. Пари ќе делиш, па кажи секој ден ќе ти доаѓаме. Истина пари ќе делам. Прво за осигурување, значи. Да си бидете сигурни, минти за осигурување. Зборев Делим ги, добро. Добро. Да, окей. Коренчал си, брат. А види колку Ама добри ти се. Леле. Ама не, партнер, ми се више пробан, имам дома веќе еден пар кој што проби ми се супер. Збори 6000 евра делат и нешто. Максим има, Не, така имам да стара сега, колекција, значи нова овдека имате колекција. подарок во плик. Подарок во плик, значи, еве не гледа. Подарок во плик, Не значи гледам овдека стварно, имате картичка од нашите пријатели Есен, така да
Ќе ги додадам и тие парички. натаму? Повели све натаму да поделиш, да, повели. И последната, значи од Се стај си таму, ајде, ја те частам. Ана на СМК ви доделуваат ваучер, ќе отидете на нивната страница, ќе си одберете производ кој што сакате да го купите, ќе кликнете, односно ќе го внесете овој код кој што нели овде ви го давам и ќе можете да си одберете производ каков што вие си сакате. Гледате колку подароци сум ви Бога ми, дала. стварно. Сега да сум платен за интервју. Па да, и тоа е ланчам сериозна изгода. емисија, нели? Јас со празникација дојдов Следна срамдан. недела да дојде. Беше и сопругот на Антонио, они ги доаѓаат сега треба да дојдат свекорот, свекрвата, таткот и мајка ти. Истите овие ги имам, ми ги поклонам. Антонија, ќе видиш, па многу се изплати да дојдеш кај Снеже во емисија. Секоја година се поише И добре. И сега на крајот, ајде да заклучиме, заради тоа што сепак сте од јавниот свет, меѓутоа и Сања Од како јавен и да е, тоалет. јавниот свет. Велат дека јавните личности стануваат комплетно зрели тогаш кога знаат што е за во јавност, а што не е за во јавност. Така да, а Сања ќе ни даде еден заклучок на целиот муабет. Антонија, дали научи што е тоа за во јавност, а што не треба да се кажува на публиката или не треба да се експонира? Па, мислам дека секогаш треба да си искрен и во интервју, ако ти дојде да се расплачеш, затоа што само така вистински ќе видат каков си однатре. Мислам дека никој не би можел до толку да изглуми дека плаче или дека нешто го да Марче пример, он е глумец. Така што ете, тоа е моето мислење, да бидеш оној што вистински си, да не глумиш лудило. И се треба да покажеш во јавноста, затоа што и беше дел, нели, имаше и многу негативни критики во однос на споделување на фотографии и така натаму. Затоа те прашувам дали научи. Да, дефинитивно, јас сум своја и немам проблем со ништо, се додека е во кругот на мојата професија. Искрено од сите тие негативни коментари, тоа е затоа што ние тука во Македонија сме многу, како да кажам, све ние до некоја граница кај треба да се оди. Мислам дека во нашата професија треба точно да имаш граница, меѓутоа ништо од тоа што го правиме ние тука не е нешто што го прави J-Lo или Beyoncé, затоа што знаеме дека ако го направи J-Lo секогаш е супер. Так. Ама ако го направи Антонија, тогаш е таква, ваква и ова е мајка на дете, како менја пелени со ноктите, све че. Све. Да. Све. Сега туторијал ќе снимам како менјам пелени, да знаете, очекувајте. Па и тоа. Снимам видео. Максим, што не е за во јавност, што научи? Можам да ти кажам дека се уште се учам. Се уште се учам затоа што, како што спомна Антонија, секогаш сум отворен, директен. Знаеш и сама сме снимале еднаш емисии таму со облекување, нешто што беше. Немам влакна на јазик, сакам да кажам, таму нешто требаше да кажеме како е облечена девојката и ја почнав да ја кажам и Снежана ќути не избори така. Мислам директен сум, што да правам? Малце девојчево прв пат се појавува. Да. Го сосеќа. Мислам дека треба да се има некоја кочница. Меѓутоа ме понесува атмосферата и не можам. Не можам, еве сега ако ме прашуваш, сега да ти глумам нешто, не знам, дека сум некој спастрен дечко што збори на некое ниво. Не можам, јас сум тој и таков сум, како што рече она. Значи, за да те запознае публиката, мислам дека треба да го види вистинскиот дух на гостинот, на човекот, без разлика од која професија. Меѓутоа треба да си има кошница и ќе учам до крајот на животот, вајде ќе се научам и ќе. Ај, немој до крајот на животот. У некој интервју таму 43 години научи. Зависли ме викаш и ја ти одговарам да. Не. Не. 15. 3. Ке. Добро. Може би така ќе заврши. Така да, тоа е мојот конечен одговор. Добро. Марко, што е за споделување пред јавноста, што нешто треба да си се чува за онака интимно за себе? Не знам, ја гледам, иако е спомнаве сопругата, но сепак она што ми се случува во животот, личниот мој живот гледам да си го чувам за мене. Не е правило, како што рековме, сепак јавни личности сме, не може се да скриеме, ниту кријам се, но вајда со годините најверојатно научив кои работи јас сметам дека треба да ги споделам за мене лично, а кои не. Појма немам.
Не знам дали правилно го правам тоа или не. Не споделувам работи за мојот личен живот премногу, затоа што ми се случува, нешто поменувам. Имаш ти парови кои што јавни личности се буквално ставаат на тацна, нели, што им се случува, нешто какви проблеми они поменуваат, како се справуваат со истите. Јас тоа си го чувам за мене и сопругата моја. За рад, за мир. Да, ба не знам, таков човек. Некој се јавува од Вселената. Жане. Ќе дојде За чистење тргнаме. Жане. За чистење, значи треба да привршуваме ние, да знаете, да. Жане, ништо кренета носат. Време да превршуваме да по една метла. Да. Ајде ви се. Сериозни. Како рече во ДНК-та, не ни пишува Не, на не. жените дека Никад. нели, да. Сања, ајде да сублимираме. Да, ајде, значи. Сања, ние- На крајот да завршиме. Пајде останеме. Ке се слушаме од се после емисија. Да. Дали има луѓе кои што навистина до крајот на животот не созреваат, така си се родени да не бидат зрели или? Нема луѓе. Дали да ја пуштиме? Пуштиме на мене. Жане, Еве. И ова го дава. права чистачка, истава дома и Еве, зрела, вака изгледа една зрела чиста. Да. домакинка. Зрела дома е. Ама браво. Гледам себе си во Тоа е начин. Ова е профил. На смк да си кликнете за Мири куќа. За зрела да ви буде дома изчистена. Ова е врво, ја имам дома, така што... Изчисти. Да, мора да заврши Сања да ни каже. Ајде. Добре, ке кренеме вака. Сања само погласно, пошто Жане е нервозна. Јас сме Жане. А зашо вака правите се? Па ти си снежа Жане. Жане, да. Они ме викаат Жане. Поблиските книги жанете. А Жане си. Добро, Жане ќе продолжи да чисти. Сања нека сублимира да ни каже дали има луѓе кои што никогаш во животот не созреваат, односно дали така си се родени. И ќе затвориме. Не се така родени. Може да не созреа доволно, ама пак заради животните околности во кои го поминуваат животот, дали се тоа презаштитнички родители или еден начин на живот кој не ги натерал да созреат. Така да некој да се роди без потенцијал на созревање не. Значи тоа е, животот не треба да созрее. Да. Значи дали ние вечерва си имавме работа со зрели луѓе? Кажи Сања. Апсолутно многу зрели, многу мудри, многу паметни, многу убави. Има уште еден поклон. Јас се може да се изгуби толку добра за да мислам. Тоа ви благодарам. Јас уживам во разговорот, се надевам. Исто. И се гледаме пак на 43, на 32, на 80. Ако сакате и на вас, Жане, да ви чисти по дома, тогаш треба да отидете на ananas.mk. А доколку сакате да студирате, да одите на додипломски или постдипломски студии, во тој случај обратите им се на Универзитетот Скопје. Ако имате проблем со плодноста, тука се Newborn Clinic. Доколку сакате да заработите дополнително, проверите ги P2P. Тука ви се и Земи пари, Mintins за осигурување. Одберете ја Халк банка да биде вашата банка и се гледаме веќе во следната недела. Не забравяйте да не гледате на YouTube, на Facebook, на TikTok, на Instagram. Секаде не има. Ве поздравувам.